Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Еве не повторно заедно во нашата и вашата утринска програма. Ја следите и денеска ќе ја следите во 8 часот и 30 минути. Продолжуваме со нашите дружења и денеска и во наредните денови. Денеска е 23 декември, четврток 2021 година. Наистина во Кавадарци 8 на многу студено утро. Веќе 2 дена сме во зимата и зимата се ги покажа своите заби. Утрово имавме навистина студено утро -8 во Кавадарци, а така беше и во целата наша земја. Што се однесува до останатите сервисни информации, вела дека денеска ќе имаме ведро и многу студено, преку денот сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб ветер од јужен правец. И денеска и утре ќе имаме навистина зимски поларни утрински температури. Денеска во западните делови осамна температура од -11. Во северните делови од -9, -11 Комановскиот регион, Охридскиот исто така беше -6, Пелагонија -9, како што спомнав, Кавадарци -8, па дури и -9 во повисоките делови. Во Гевгелија имавме исто така ниска температура -5, а ќе се движи дневната највисока од 0 до 9 степени. Што се однесува до утрешната временска прогноза, ќе имаме повторно студени утра, но за неколку степени повисока од -7 во западните делови до 0 во Гевгелискиот Струмишкиот регион до 11. Што се однесува до наредните денови, температурата полека ќе се качува нагоре, така да во следните 3 дена ќе имаме преку дента дури до плюс 13 степени, но се уште ќе биде променливо, облачно, во некои краеви на нашата земја ќе има и локален дожд. Така да зима е, може да очекуваме секакви температури и така да верувам дека сме приготвени да ја поминеме и оваа зима, односно оваа зима која е пред нас, да не изненади. Бидејќи ова е христијанско радио, почитувани гледачи, ова е христијанско радио, радио на Глас на надежда кој се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. И ово утро ова емисија ќе отпочнеме со кратка молитва. Добри Господе, Ти благодариме што и денеска сме живи и здрави, што можеме повторно се дружиме со нашите гледачи и те молиме и овој ден да го благословиш и да не водиш по Твојата милост. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Пред да ја проследиме и денешнава утринска порака, почитувани пријатели, еве неколку капки на мудроста кои се посветени за нашите деца и родителите. Помогнете им на децата да ја сочуваат силата на волјата. Таа ќе им биде неопходна во животната борба. Колку и да се чини беззначајна, секоја постапка во нашиот живот врши свој влијание врз обликување на карактерот. Добриот карактер е подрагоцен од сите земни богатства. Врз децата и младите поволно делува кога им укажуваме доверба. Настојувањето да се скрши волјата на детето е тешка грешка. Они кои ја ослабнуваат или уништуваат индивидуалноста, превземаат одговорност која може да има само лоши последици. Благодарните срца и љубезни погледи вредат повеќе од имотот и луксузот, а задоволството во едноставните работи ќе го направи домот среќен ако во него владее љубов. Вие треба да ги казнувате децата со љубов. Не дозволувајте им да постапуваат според нивните желби се додека не станете гневни
и во гнев ги казните. Таквото казнување му помага само на злото, наместо да го лекува. Вистинската цел на укорот се постигнува кај детето кога самото ќе биде наведено да ја согледа својата грешка и кога неговата волја е потикната да ја исправи. Еве тоа бија неколку капки на мудроста за ова утро, почитувани гледачи, кои беа претежно посветени за или кон нашите деца кои ги имаме, но не треба да им попуштаме се, но не треба и да ги караме, значи да бидеме умерени и секако да бареме мудрост од Господа, зашто не е лесно да се воспитуваат децата денеска во овој 21 век. Меѓутоа со Божја помош сето тоа може убаво да се среди. Денеска нашата утринска порака ја наоѓаме во посланието, односно до последната книга во Откровение, 21 глава, 23 стих. Метропола на целиот свет. Ке видиме за што станува збор. И на градот не му е потребно сонцето, ниту месечината, за да му светат, зашто Божјата слава го осветлува, а јагнето му е светилник. Да го проследиме сега коментарот врз основа на овој текст, да видиме кој град нема потреба да има сонце, ниту месечина и кој ќе свети во самиот град. Тука е Новиот Ерусалим, престолнината на чудесната нова земја, прекрасна круна во раката Господова и царски венец на дланка на својот Бог. Улиците на градот се поплочени со чисто злато, а капиите на градот се од злато и бисери. Богатството кое го стекнуваме овде може да исчезне. Таму нема да има крадци, нема да има молци ниту раѓа. Ке имате нераспадливо богатство кое никогаш нема да го изгубите. Во градот Божи нема да има ноќ. Никој ќе нема потреба, ниту ќе посака одмор. Никој нема да се уморува, извршувајќи ја Божјата волја и прославувајќи го неговото име. Ние постојно ќе чувствуваме утринска свежина која никогаш нема да престане. Не ќе биде потребна светлина од светилка, ни светлина од сонце, зашто Господ Бог ќе осветлува и ќе владее вечно. Светлината на сонцето ќе биде заменета со светлина чија што сјај нема да им пречи на очите, а сепак далеко ја надминува пладневната сончева светлина. Славата Божја и славата на јагнето го се исполнуваат светиот град со светлина што никогаш нема да избледи. Откупените ќе живеат со слава во вечен ден и без сончева светлина. И сега Јован констатира и вели: храм не видов во него, зашто негов храм се мокни од Господ Бог и јагнето. Откровение 21 глава 22 стих. Божиот народ ужива предимство на непосредна заедница со Отецот и Синот, зашто сега гледаме како во огледало загадачно. Ние сега ја гледаме Божјата слика како на некој огледало, во делата на природата и во неговите постапки со луѓето, но тогаш ќе го видиме лице в лице без црн превес меѓу нас. Ќе стоиме пред него и ќе го гледаме неговото лице, да одлучиме дури и да не чини се што имаме да го добиеме небото и да станеме учесници во божествената природа. Еве тоа беше коментарот врз основа на овој текст, почитувани гледачи, Откровение 21 глава 23 стих. Овде пророкот најавува дека ова наша планета, значи оваа земја на која ние живееме, после 1000 години поминати горе на небото, кога Новиот Ерусалим ќе се спушти токму овде нова земја, но сега наобновена, прочистена, зашто пишува во Откровение 21 глава во 21 стих дека Господ ќе создаде ново небо и нова земја. И ова планета нашата ќе биде центар на целата вселена, метропола на целиот свет. Овде ќе живее Господ, овде ќе биде неговиот престол, во самиот град Ерусалим. И затоа пророкот вели дека во тој град нема потреба од сонце, од месечина, зашто славата Божја ќе го осветлува. Божјото присуство кое ќе биде нова земја. Тој град ќе биде изграден целиот од злато. Златото нема да има никаква вредност, зашто ќе бидат вредни повеќе луѓето кои ќе бидат спасени. И затоа денеска Исус
не повикува сите нас да го следиме, зашто ние сме многу побитни и да имаме дел во тој град и ние да живееме. И овде, како што читавме, го опишува Јован тој град како ќе изгледа. Во Божиот град нема да има ноќ. Никој ќе нема потреба, ниту ќе посека одмор. Никој нема да се уморува извршувајќи ја Божјата волја и прославувајќи го Неговото име. Ние постојно ќе чувствуваме утринска свежина, која никогаш нема да престане. Не ќе биде потребна светлина од светилка или светлина од сонце, зашто Господ Бог ќе го осветлува и ќе владее вечно. Ви повикувам, почитувани гледачи, да ја прочитате денеска 22-та, односно 21-та глава на последната книга на Откровение. Таму Јован добил прекрасни виденија, кога бил на островот Патмос. Бог сето тоа му го открил како ќе изгледа се на новата земја. Односно нова земја која ќе биде обновена, прочистена и создадени нови услови за живење. Затоа нека и овој ден, како овде што писателот на крајот вели, да одлучиме и денеска. Може ќе не чини тоа нешто. Нека. Ќе отврлиме се оно што не спречува, за да го добиеме небото и да станеме учесници во божествената природа. Нека Господ денес не благослови, нека не чува. И еден ден сите да се најдеме во тоа небесно царство, каде што ќе владее правда и вечен живот. Продолжуваме со песна, потоа повторно се враќаме во нашата програма, почитувани гледачи. Sakaj go sekoj, podaj mu raka i pomogni. Sakaj go sekoj, vidi mu nadež vo sekoj mi. So ljubov, kon drugite. So ljubov, kon drugite. Sakaj go Isus, podaj ti raka, uteši nekoj, nasmevni se. So ljubov, kon drugite. Еве не повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Адвентистичкото радио Глас на надежта од Кавадарци. Продолжуваме со нашата програма и во овој миг ќе размислуваме за вредноста и значењето на молитвата. Не може еден христијанин да живее ако не ја користи молитвата во својот секојдневен живот. Не само тогаш кога ни е лошо да побараме од Бога помош, туку постојно треба да имаме молитвата како составен дел од нашиот секојдневен живот. Ја следиме историјата на Роже Монро. Неговите искуства ги читаме од неговата книга Неверојатни одговори на молитвата. Па ќе проследиме сега уште еден дел од оваа прекрасна книга Бескрајна листа за молитва. Интересно, овој човек може да споменеме дека бил посредник кај многу луѓе се молил на Бога за нивно здравје, за нивно оздравување, за нивните секојдневни потреби. И навистина можеме и ние, драги гледачи, да бидеме посредници за нашите пријатели, за нашите домашни, да ги ставиме нивните имиња пред Бога и да посредуваме за нив, односно да се молиме. Библијата вели молете се еден за друг и навистина убаво е да се молиме еден за друг. И затоа и ние во оваа емисија утринска се молиме за потреби на наши гледачи. Затоа ако имате навистина ваши потреби, напишете ги на нашата адреса, доставете ги вашите проблеми, ние ќе ги ставиме пред Господ и ќе молиме заедно да Господ интервенира, зашто здружената молитва е многу посилна пред очите и пред душите Господови. Беше околу 4 часот наутро кога се разбудив со голема температура или напад на кивање, па се напив лек за да ја ублажам тешкотијата, вели во својот извештај
роже. Кога сватив дека нема веќе спиење, го замолив Господа моите мисли да ги поведе во размислување и молитва. Почнав да размислувам за жестоката борба во која се нашли израелците која ги нападнале амалиците во Рафидин. Мојсе, Арон и Ор ја гледале битката на Ридот. Мојсе, човек на молитвата, ги подигнал рацете кон небото, последувајќи за својот народ. Во битката надвладувале израелците, се додека Мојсе не ги спуштил од тежнатите раце, тогаш непријателот ќе почнал да ги надвладува израелците. Бидејќи тоа се случило неколку пати, Арон и Ор сватиле дека треба да му ги придржуваат рацете на Мојсе кренати кон небото, за да победи Израел. Зеле голем камен, го поставиле својот водач на него и тогаш двајцата ги фатиле неговите раци, ги држеле цел ден до залезот на сонцето, па така Израел ја добил битката. Размислувањето за овој настан ми помогна да сватам дека доследноста во посредичката молитва е многу поважна од колку што мислев. Се сетив дека бројните молитви за другите останаа речиси без резултат, се додека не напишав листа на имиња на оние луѓе за кои се молам и се додека секој ден не го спомнувам пред Господа секое име, тогаш почна да се исполнуваат многуте мои молитви. Значи, убаво е да имаме свој лист хартија, каде што ќе ги запишеме имињата на нашите пријатели, домашни, роднини и за нив да се молиме. Не еднаш, не два пати, како овде што вели, се молев за нив, се додека не почна да се исполнуваат моите молитви. На тој начин бројни молители го победија гревот за тоа што Бог, одговарајќи на молитвата, ја оневозможува силата на темнината. Например, Роберт, кој е спомнат во 7 глава од ова книга, ја победи дрогата и пак се радува на Божиот народ. Со Божиот народ. Секојдневно во текот на 3 години се молев за едно момче пред престолот на милоста, Светиот Дух да го изведе, односно да го доведе до покаяние и да му помогне секако при донесувањето на добри одлуки за неговиот сегашен живот за вечноста. Видете цврсто верувам дека ние не можеме да се покаеме без Христовиот Дух, кој ја буди нашата совест, како што не можеме да добиеме ниту проштевање без Христа. Тој е цитат од книгата Патот кон Христа. Меѓутоа, Бог не го нарушува нашиот слободен избор. Божиот Дух не ги присилува луѓето на ништо што тие не го сакаат. Тој само им го покажува подобриот животен пат и ги повикува да искусат вистинската радост и мир. Така тие можат да направат најдобар избор. Текстот на кој се сетив тоа утро, а кој говореше за битката меѓу израелците и амалиците, ми донесе големо храбрување во почетокот на моето христијанско искуство. Срцата што представувале сцена, битка со сатаната и што биле избавени со силата на љубовта, многу се поскапоцени за Спасителот од оние кои никогаш не паднале. Лете каква интересна мисла. Тој цитат од книгата Христовите параболи. Срцата што представувале сцена, битка во сатаната и што биле избавени со силата на љубовта, многу се поскапоцени за Спасителот од оние кои никогаш не паднале. Уште една мисла се вгнездим во мојот ум тоа утро. Како можам да го осигурам секојдневното последување за оние кои сега го примат Светиот Дух, за да станат повторно збунети, ожалостени и угнетувани. Со чувство на безпомошност си кажав на себе си, она што ми треба е секако некоја непрекината молитвена листа. Не знам зошто така кажав, но кажав и таа мисла ми се всади во умот. По тоа размислување почнав да му говорам на Господа за својот страв, дека моето последување може да прекини, така ќе ги напушти другите и ќе ги лиши од непотребната помош. Првите неколку дена ги учев на памет деловите од 17-та глава на Евангелието според Јована за Исусовото големо заземање за учениците. Од тие текстови сватив дека тој наполно го разбира степенот на мојата загриженост и за потребите на оние што за кои се молам.
Овде Исус се моли за своите ученици во Евангелие 17 глава, да Господ ги сочува во светот. И овој Господин, овој човек, овој брат, Рожи Монро, бил посредник за стотици луѓе, почитувани гледачи, секојдневно се молил за нив. И навистина имал голем благослов. Не само тој, туку и оние кои биле на неговата листа. Еве тука ќе застанеме, ќе продолжиме во утринските следни емисии и ќе ја следиме ова животна сторија на Рожи Монро, човек кој бил целиот исполнет со молитва. Тој се молил за многу луѓе, има прекрасни искуства и тие искуства го држиле во верата, го одржувале во верата, но многу луѓе, почитувани гледачи, го нашли Исуса Христа, се запознале со Бога и на тој начин го предале својот живот во Христови раце, затоа што доживеале прекрасни искуства. Продолжуваме со животните искуства. Ова утро имам да споделам со вас, почитувани гледачи, едно прекрасно искуство на едно семејство кое стрпливо Бог ги чекал да дојдат, да затропат, што се вели, на негова врата, да се покајат и да го прифатат. Бог стрпливо не чекал. Да го проследим искуството, зашто е многу интересно и верувам ке потикни кај вас чувства на благодарност што Господ се уште не чека, Господ се уште не трпи, тогаш кога одиме лево или десно, но Господ не повикува постојно да дојдеме кај Него. Семејството Демировски живее во Скопје. Тој вели: оженет сум и татко на 3 деца. Мојата жена се вика Мерима. Потекнувам од муслиманско семејство, но активно не го практикував исламското учење. Обично само кога имаше муслимански празници и кога некој ќе почине, тогаш одев на гробишта за да го испратиме. Повремено се молев на Мухамед, се молев и на Бога, значи преку Мухамеда. Првиот контакт со Библијата и христијанството го имав како дете на 11 годишна возраст, поточно во 1980 година. Во тој период, кај мојот роден брат Енвер, доаѓа повеќе проповедници на христијанската адвентистичка црква. Мојот брат и неговата сопруга одеа во црква и му служија на Бога. Уште од тоа време како дете го засакав Исуса. Дури неколку пати одев и во црква заедно со мојот брат, но се завршуваше на тоа одење и враќање, ништо повеќе. Во младоста, како и останатите млади, ме привлекуваше светот. Бев свртен кон светот и она што тој го нудеше. Меѓутоа, семето што беше посејано во моето срце уште како мал не остана без плод. Тоа само бараше плодна почва за да се развие. Дојде време да се оженам и се оженив сега со мојата сопруга, во која сме и сега во брак, Мерима. Имавме проблеми, неволи, несакани моменти, но сето тоа го пребродивме. По извесно време во моето срце повторно се појави желба да ја проучувам Библијата, почнав да ја посетувам црквата и се запознав со еден брат и неговата сопруга. Редовно и систематски ги проучувавме основните вистини на Светото писмо. Стигнавме скоро при крај, но имавме големи искушенија и голема борба во животот. Посебно мојата жена имаше големи искушенија, се соочувавме со многу пороци кои не можевме да ги победиме зашто се боревме со своја сила. Ѓаволот не оставаше на мир, постојано се каравме и постојно бевме во некои расправи. Сето тоа доведе повторно да се оддалечиме од Бога, Библијата и црквата. Меѓутоа Господ не се откаже од нас. Тој стрпливо не чекаше, постојно ни даваше прилика да се вратиме кај Него. Помина многу време од последниот пат кога ја проучувавме Библијата. Но како се одвиваат деновите, односно како поминуваат деновите годините, повторно јас разбрав за Бога, односно слушнав за Бога преку една емисија на една локална телевизија, дека ќе се случуваат чудни појави пред Христовото доаѓање, дека ќе има земјотреси, ќе има војни, така натаму. Во моето срце почувствував повторно потреба за Бога и за Неговото присуство во мојот живот. Чувствував дека само Бог може да исполни празнината и ништо друго на овој свет, што не може тоа да го направи. Ја чувствував својата неодолива зависност од Бога. Еден тиво глас ми шепотеше:
Sine moj, klekni na своите колена и обрати му се на твојот татко во молитви, тој ќе ти помогне. Чувствував дека ова е вистинскиот одговор на мојата душа, која што беше гладна за духовен одмор, мир и спокојство. Влегов во мојата соба, клекнав на своите колени и почнав искрено да се молам на својот Бог со следниве зборови. Господе, ти си мојот татко, ти си долготрпелив спрема мене, толку пати си ме повикал кај тебе, а ја заедно со моите домашни не ти се предадовме целосно. Но те молам, помогни ми сега да го отворам своето срце за тебе и да ти служам. Ти, Исусе, ќе дојдеш наскоро на оваа земја, а јас сакам да бидам со тебе. Сакам да направам завет со тебе. Господе, јас тебе многу те сакам. Ваковта молитва ја упатував секој ден. Како што се моле се почесто и почесто, така и мојата љубов кон Бога се повеќе растеше. Чувствував дека Бог ме слуша и беше прашање на ден кога јавно ќе одговори на молитвата. Дојди тој ден. Бог има начин како да не доведе кај себе. За таа цел користи луѓе за да не приближи кон себе. Некаде во тоа време дојдо двајца браќа кај мене на работа, каде што работев. Бог ги потикна нивните срца да дојдат кај мене во кисела вода. Јас за тоа време бев дома и ја читав Библијата со голема желба повторно да се вратам назад кај Бога. Тие тропа на мојата врата во вистинско време. Кога ги видов на вратата, од срце се израдував и им се обратив со зборовите: добро ни дојдовте, браќа мои. Бог вас директно ве испрати кај мене. Вие сте одговор на мојата молитва. Тие се зачудија на овие мои зборови, затоа што не дојдоа со намера да сведочат за Бога, туку да набават некои плочки за купатило. Седнав со нив, ја отворивме Божјата реч и ја проучувавме. Тие заедно со мене ги поделија и своите убави искуства. Од таа средба јас и моето семејство одлучивме редовно да го посетуваме молитвениот дом. Не ни представуваше проблем што живеевме во кисела вода и што моравме неколку километри да одиме до молитвениот дом. Редовно одевме секоја сабота, доаѓавме на богослужение. Браќата и сестрите многу топло не прифатија во црквата. Се запознавме и со локалниот проповедник. Откако ги проучивме основните вистини на Светото писмо, јас и мојата сопруга решивме да се крстиме, да направиме завет со Бога. Тоа се случи на 22 декември 2007 година. Воедно и најрадосниот ден во нашиот живот, во преполнетата црковна сала. Направивме завет со Бога. Нашата керка Романа ова лето исто така направи завет со Бога. Веќе 9 крстени верници не има во кисела вода. Имаме радост со Господа. Му благодариме на Бога за сите радости и искуства што досега ни ги дал во нашиот живот. Еве, почитувани пријатели, драги гледачи, тоа беше искуството на ова семејство. Верувам дека и ви имате ваши искуства на запознавање со Господа. Ако имате, споделите ги со нас, испратите ги, а ние ќе ги објавиме, ќе ги прочитаме, да се охрабриме сите, како Бог не води. Секој човечко суштество е посебно за себе. И Бог на посебен начин му се открива. Ја открива својата волја и неговиот пат. Продолжуваме со песна, а потоа, почитувани гледачи, повторно се враќаме во нашата програма.
Почитувани гледачи, повторно се враќаме во живо во нашата утринска програма. Вие следите утринската програма на радиото Глас на надежта. Додека одеше песната, го приметивте овој маркер, што можете да го прочитате. Овој маркер сакаме да го поделиме на сите вас, почитувани гледачи, за нова година. Овде има прекрасна порака, текст од Библијата и срекна нова 2022 година. Слободно пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви го испратиме преку пошта во писмо, да го имате и нека овој библиски текст, како што овде што пишува, не плаши се, јас сум со тебе, јас сум твојот Бог. Значи, ова е приготвено за вас, почитувани гледачи, доколку сакате да го имате, напишете ни во порака, ние ќе ви го испратиме. Следува рубриката за здрава храна и здрави рецепти. И ово утро ќе ви прочитам, ќе ви пренесам нешто интересно што го имаме и сакам да го споделам, а тоа е од Маја Велковска, дипломиран нутриционист од Кавадарци. Таа има еден текст преубав напишано во врска со диабетичарите, значи совети за исхрана на диабетичарите, и овде имаме неколку, односно два рецепти што сакам да ги после споделам со сите вас. Диабетесот е болест која се шири со епидемиолошки размери во светот, па дури и кај нас веќе многу е често застапена. Постојат повеќе фактори кои влијаат на појавата на диабетесот, меѓу кои најчести причини се неправилниот начин на исхрана богата со многу масти, физичка неактивност и генетски предиспозиции. Постојат два главни типа на диабетис, тип 1 и тип 2. Тип 1 диабетис представува еден вид автоимуно заболување проследено со скоро целосно уништување на панкреасевите клетки кои продуцираат инсулин, и во овој случај неопходен третман со инсулин, додека диабетес тип 2 може да биде проследен со нормална, намалена или зголемена продукција на инсулин, а најчесто причината за хипергликемијата е инсулинската резистентност, односно во крвта циркулира доволно инсулин, но тој не е способен правилно да извршува својата функција. Препораки за исхрана. И за двата типа на диабетис постојат препораки за исхрана со цел да се намали потребата на лекови или целосно да се исклучи потребата на лекови кај диабетис тип 2, за да се избегне хипо или хипергликемијата и да се спречат компликациите кои може да настанат од неконтролираното ниво на шекер во крвта. Целта на исхраната е да се одржува нивото на шекер во крвта во нормални граници, а тоа се постигнува со голем внес на храна со низок до среден гликемичен индекс, избегнување на храна со висок гликемичен индекс и многу јагленохидрати. Со правилно комбинирање на храната и внес на доволни количини од одредени намирници, диабетичарите може да вклучат многу разновидни производи во својата исхрана. Продуктите кои треба да се избегнуваат се следниве: сладки, бели печива, масни бели печива, зашекерени овошја и житарки, компири. Кога консумирате компири, треба да ги комбинирате со храна со низок гликемичен индекс, масни млечни производи, сокови со шекер, масно пражено месо, хидрогенизирани растителни масла, масни сосови, сланина, колбаси, салама и така натаму. Продукти кои треба да се употребуваат се следниве: интегрални житарки, леп од цело зрно житарица, темно зелени листен зеленчук и сите останати зеленчуци, свежо овоше, поголеми количини од овошето со помалку шекери, а помали количини од овошето со повеќе секако шекери, млечни производи со намалена масленост, мешунки, постно месо, јајца, растителни масла, посебно масленовото масло, авокадо и така натаму. Секако се препорачува и
fizičke aktivnosti, dovoljno pešačenje, utrinski, dnevni prošetki i така natamo. Ima mnoštvo совjeti možda najti na internet počtovani gledajući u vrska sa diabetesom, no ove совjeti što neki preporačava i Maja Velkovska, kako совjeti se mnogo važni da gi sprovedime, posebno vo ishranata i koga ove zimski niski temperaturi prevladuvat na našte prostori, može bi ne može toliko da se šetame, no sepak da vnimavame na ishranata. Eve predlog meni za dijabetičarite. Pojadok. Jedno parče ovoše, pa potom 1 do 2 parčenja integralni lep od celo zrno žitarka so namaz od avokado, sončogled, naut ili nekoj drug zdrav namaz po vaša želba. To je znači za pojadok. Eve što se preporačava za ruček. Lekja ili sočivo, graf ili druga mešunka. So 1 do 2 parčenja integralni lep od celo zrno žitarka. Ili pak riba ili posno živinsko meso i povtorno sezonska salata po vaš izbor so malku, maslo i sol. Eve to je za ruček. Ajde vidimo sega za večera što ni se preporačava. Integralen oris so zelenčuk i so salata ili integralen oris so 1 parče ovoše. Osim 3 glavni obroci, može da se vključat i 2 do 3 užinki koji najčesto se sastavljeni od 1 do 2 parčenja ovoše ili čaša jogurt. Razstojanijeto među obrocite treba da bide od 2,5 do 3 časa za da ne dojde do hipoglikemija. Odraznite vidovi ovošja. Prednost ima slednive: kajsiji, jagodi, grapefruit, portokal, kruša, lubenica i jablko, dodeka smokvite, urmite i suvite ovošja poradi pogolema koncentracija na šekeri treba da se vnesuvat poredko i vo pomali količini. To bi ja sovetite ovo utro vo našta emisija, počtovani gledači, koga stanov zbor za zdrava hrana, za namirnici koji će go podobrat našto zdravje. Ovo utro zboruvavme i razmisluvavme za ishranata na diabetičarite. Gima mnogo, treba se čuvame, sekako ovdje se sovjeti kako, a već ako go nosime, to je bele kako diabetičari, kako da se odnosujeme, kako da go namalime, kako da se hranime. Mislim da ove sovjeti se dobre dojdeni za site nas. Produžujeme se ušte jedna pesna, počtovani gledači, a potom se vrakime povtorno vo našta emisija. Vali se bijele, grije sunca žar, masline su zrele, miriše nam, oblaci vjerno, nebom putuje.
Вие следите утринската програма на Адвентистичкото радио Глас на надежта секој утро од понеделник до петок. Посебен поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма, нашата утринска емисија. Сакам да ви покажам, односно да ве повикам сите вас кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, односно онлайн, преку интернет, можете тоа да го сторите. За кој миг ќе ви понудиме и во самата реклама да видите, да слушнете и да се запишете ако сакате по електронски пат да ја проучувате оваа наша дописна библиска школа. Имаме 8 прекрасни подрачја каде што може да најдете за вас, почитувани гледачи, интересни совети од полето на здравјето, на археологијата, на религијата, на семејството, духовно да се издигнувате над вашите потреби кои ги имате во вашиот христијански живот. Значи, овие 8 дописни школи се направени токму за вас, да ги задоволат вашите потреби. Затоа, еве, за кој миг од режија ќе биде пуштена рекламата, ве поканувам, ова дописна школа е без обврски, значи кога сакате може да ја прекинете, не треба да праќате писма по пошта, едноставно од вашиот компјутер, од вашиот лаптоп, ќе ги внесете вашите податоци и ќе ги следите упатствата кои се дадени во самата школа. Еве, да ја слушнеме сега рекламата, потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до последната рубрика во нашата утринска програма, а тоа е за археологијата. Археологијата ја потврдува Библијата, односно Светото писмо, и затоа вие кои сакате да имате Светото писмо, се уште немате, слободно напишете ни, а ние ќе ви испратиме по пошта да имате ваша Библија, ваше Свето писмо, да го проучувате, да се молите и да ги запознаете големите вистини за Бога, да самите изворно читате, односно да ја проучувате. И денеска ќе ви пренесам неколку интересни мисли од книгата Археологијата ја потврдува Библијата од професорот Драго Обрадовиќ. Насловот за денеска гласи Писмата од Амарна. Да видиме што пронашле археолозите и зошто тие пронајдоци се толку важни за нас. Тел ел Амарна е современо име на старата престолнина на Египет, Ахе Татен, од времето на владењето на фараонот Ехнатон. Орнатините на Тел ел Амарна се наоѓаат на источниот брег на реката Нил, околу 300 километри на источниот брег на реката Нил. Тука се пронајдени интересни работи. Тел ел Амарна добила име според бедуинското племе Бени Амран, кое се настанило во тоа подрачје некаде во 18-тиот век. Орнатините во Тел ел Амарна станале познати дури во 1887 година, кога некоја египтјанка од истоменото село, кое се простира на орнатините на античката населба, барајки ѓубре за својата градина, сосема случајно пронашла 370 печени глинени плочки испишани со чудно писмо. Не познавајќи нивната вредност, ги струпала во врејки и на 10 писастери му ги продала на својот сосед. Значи за 10 пиастери, тоа е
некоја пари во тоа време му ги продала на својот сосед. Овој ги натоварил на магаре и супатил во Каиро да ги продаде поскапо. Од невнимателно ракување многу од нив по патот се испокршеле. Бидејќи плочките од Тел Амарна се пишувани со клинесто писмо кое со векови се употребувало во Месопотамија, трговците сметале дека тие се обичен фалсификат и не сакале да ги купат. Собственикот повторно ги натоварил вреките на магарето и пошол да бара нов купувач. По долго патување дошол во Луксор, град оддалечен околу 600 км јужно од Каиро. Во Луксор имал подобра среќа. Таму сретнал еден научник британец кој бил по струка археолог и ги откупил. Тој бил представник на Британскиот музеј во Лондон. Случајното откритие на глинените плочки го привлекле вниманието на археолозите. Така во 1891 година Филндрес Питри, таткото на научните археолошки истражувања во Египет, почнува стручни искупувања во Тел Амарна. Питри открива некои подробности од градот, од стариот град, изнесувајќи ја на виделина одамна заборавената престолнина на Египет Ахетатен. Во текот на искупувањата пронашол уште глинени плочки пишувани со клинесто писмо. По него во 1904 година, па се до 14 година, истражувањата ги продолжила германската археолошка експедиција под водство на Лудвиг Борхард. По завршувањето на Првата светска војна, Египетското истражувачко здружение во 1921 година почнува повеќегодишно истражување кој завршува во 1937 година. Пронајдени се остатоци од храмот на богот Антон и урнатени од царската палата. Токму на тоа место, во непосредна близина на палатата, на западната страна, египетската жена, барајки ѓубре, наишла на голем број плочки. Ископините во Тел Амарна покажуваат дека градот е изграден на брзина. Пронајдена е статуа од предниот горен дел на телото на царицата Нефретете, експонат кој се смета за најубав примерок на древната уметност, додека царицата ја прогласувале за најубава жена во стариот Египет. Во карпите на соседните планини, источно од градот, фараонот Ехнатон побарал да се изгради гробница за него, за неговото семејство и за дворјаните. Еве гледате, почитувани гледачи, колку се важни овие надписи, овие писма што се пронајдени, писмата од Амарна. Се потврдуваат многу библиски извештаи дека се веродостојни. Денеска археологијата тоа го потврдува со овие пронајдоци, со овие писма од Амарна. И еве при крајот што уште пишува професорот. Писмата од Тел Амарна, пишувани на глинени плочки од двете страни, а понекогаш и на маргините ни дават драгоцени податоци за високото културно ниво на хананејците. Во нив го наоѓаме и првиот небиблиски податок за древниот Јерусалим. Комуникациите меѓу државите, какви што се Египет и Вавилон, а тоа многу убаво се гледа од низините списи, односно писма, наполно се согласуваат со подвиженоста на народите на Блискиот Исток, што јасно се гледа од библиските извештаи за времињата на патриарсите. Аврам слободно се движел низ целата плодна полумисечина, а полјанката ја купил на подрачето на денешен Хеврон од Еврона Хетеецот, што ни е опишано во првата книга Мојсеева, 23 глава. Текстовите на плочките од Тел Амарна ни потврдуваат дека тоа време било најпогодно за израелскиот народ да ја зазиме ханенската земја и да се настани во неа. Проучувајќи ги библискиот извештај за населувањето во Ханан, подкрепен со најновите сознанија на археолозите, историчарите, читателот може со голема сигурност и вера да ја прифати целокупната библиска објава, зашто археологијата во детали ја потврдува точноста и објективноста на извештаите на библиските писатели. Случајот на Тел Амарна покажува дека се што е земно е поминливо и дека единствено оно што е духовно има вистинска вредност. Еве, почитувани гледачи,
толку за денеска во ова наша утринска програма. Ви благодарам на вашето внимание. Слободно споделите ова емисија, таа се снима и ќе биде ставена на нашиот YouTube канал Глас на надежда, односно радио Глас на надежда. Можете тамо да ја пронајдете, да ја споделите со вашите пријатели и роднини и тие да ја гледат во другите делови на денот. Може би вие сте на работа ово утро и неке може да ја гледате, но слободно побарите го нашиот Facebook, односно нашата Facebook страна и YouTube канал Радио Глас на надежда. Ви посакувам секој добро од Господа, имајте убав ден, бидете одговорни, чувајте се и ви закажувам нова средба утре во 8 часот и 30 минути, а до тогаш довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.